Вечно ќе ја сакам во краја своја, Скопје кажи ми. Општина Илинден започна со реализација на нов инфраструктурен проект за изградба на канализациона линија на улица 8 во населеното место Илинден, со цел подобрување на комуналните услови и квалитетот на живот на жителите. Новата канализациона мрежа ќе биде во должина од околу 130 метри и ќе се поврзе со постојната фекална канализациона линија, која е дел од системот што се влива во фекалниот колектор Илинден Марино. Со незиното завршување се очекува да се овозможи приклучување на околу 10 домаќинства. При увид во почетокот на градежните работи, градоначалникот Александар Георгиевски истакна дека проектот представува значаен чекор во решавањето на долгогодишен проблем со одведувањето на отпадните води во овој дел од населбата. Тој нагласи дека изградбата на канализационата линија директно придонесува за подобрување на животната средина и создавање подобри услови за живот на граѓаните. Од општината информираат дека и во наредниот период ќе продолжат инвестициите во инфраструктурата, со посебен акцент на модернизација и проширување на фекалната канализациона мрежа во повеќе населени места, со цел рамномерен локален развој и повисок животен стандард. Градоначалникот на општина Сопиште Јане Мицевски денеска соопшти дека во општината е означен почетокот на изградбата на првиот трговски центар на нејзина територија, проект кој го оцени како историски момент за локалниот развој. При поставувањето на камен темелникот, градоначалникот истакна дека станува збор за капитална инвестиција вредна над 5 милиони евра, која според него представува нова фаза во економскиот развој на општината. Тој нагласи дека проектот не значи само изградба на нов објект, туку и силна порака дека Сопиште се развива во атрактивна дестинација за инвестиции, отворање нови работни места и подобрување на животниот стандард на граѓаните. Според Мицевски, ваквите инвестиции имаат за цел да создадат услови младите да останат во општината, а новите генерации да добијат повеќе можности за професионален и економски напредок. Од општината порачуваат дека продолжуваат со политики насочени кон модернизација, стабилен развој и привлекување на нови инвестиции. Општина Кисела Вода најави спроведување на вонреден инспекцијски надзор по трагичен настан на нејзина територија, во кој едно лице го загуби животот, 3 лица се тешко повредени. Градоначалничката Бети Стаменковска-Трајковска изрази длабоко сочувство до семејството на починатиот и посака брзо загрепнување на повредените, нагласувајќи дека општината ќе постапи со највисоко ниво на одговорност. Та информираше дека е инициран вонреден инспекцијски надзор во кој ќе бидат вклучени сите надлежни сектори со цел детална проверка на безбедносните услови на локацијата. Надзорот ќе опфати контрола на противпожарната опрема, како и проверка на стандардите за користење заштитна опрема, со цел да се утврди дали биле исполнети сите пропишани безбедносни мерки. Од општината велат дека целосно соработуваат со надлежните институции, дека ќе ги спроведат сите препораки. Градоначалничката порача дека доколку се утврдат неправилности или пропусти, ќе следува соодветна одговорност. Апелираше јавноста да се воздржи од шпекулации додека трае постапката. Фудбалскиот терен во рамки на основното училиште Страшо Пинџур во Ѓорче Петров добива нова трибина, сподели денеска градоначалникот на општината Александар Стојковски. Продолжуваме со конкретни инвестиции таму каде што се создаваат идните шампиони. На фудбалскиот терен во општинското основно училиште Страшо Пинџур изградивме нова трибина со должина од 15 метри, со што обезбедуваме подобри услови за следење на надпреварите и поддршка за младите спортисти, истакна Стојковски во објава на социјалните мрежи. Додаде дека оваа инвестиција значи повеќе простор за публиката, подобра организација на спортските активности и поттик за развој на училишниот и локален спорт. Градоначалникот на општина Бутел Дарко Костовски најави дека ќе започнат со исплата на 525 пензионери кои ќе добијат еднократна финансиска помош. Во објава на социјалните мрежи, Костовски посочи дека денеска го потпишал решението за исплата на еднократна финансиска помош и поддршка на пензионерите. 525 пензионери од општина Бутел ќе добијат финансиска помош. Финансиската поддршка значи повеќе сигурност и достоинство за нашите највозрасни сограѓани, истакна тој. Додаде дека исплатата ќе се одвива според редоследот на поднесените барања појавни од повеќе и до крајот на неделата ќе бидат исплатени сите пензионери.
Општина Центар објави јавен повик за практиканство со кој на студентите и апсолвентите им се овозможува да стекнат практично искуство во работата на општинската администрација. Ова е можност студентите да се запознаат со работата на администрацијата и да го започнат својот кариерен пат. Нашите врати се отворени за младите за нова енергија и свежи идеи, порача градоначалникот Горан Герасимовски. Со повикот се опфатени студенти, апсолвенти од државни, меѓународни, приватни факултети и жители на општина Центар. Практикантите за време траењето на ангажманот ќе добиваат месечен надоместок од 15.000 денари. Практиканството ќе се реализира во различни сектори во зависност од потребите на општинската администрација. Заинтересираните кандидати треба да достават барање за практиканство, доказ дека се студенти или апсолвенти, копија од лична карта, број на транзакцијска сметка и кратка биографија. Документите се поднесуваат во архивата на општина Центар, барака број 6, секој работен ден од 9 до 15 часот. Согласно законот за практиканство, општина Центар ќе ангажира најмногу 8 практиканти. Практиканството може да трае најмногу 6 месеци и е еднократно право. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно ќе ја